Министерството за здравство спроведе набавка на нови 5 дополнителни мамографи за здравствените установи во Република Македонија. Вкупната вредност е 39 милиони денари, а мамографите ќе бидат распределени во Здравствен дом Скопје, Општата болница Кавадарци, Општата болница Гевгелија, Здравствен дом Радовиш и Здравствената станица Македонска Каменица, која е во рамки на Здравствениот дом Делчево. Новите мамографи ќе бидат испорачани до крајот на мај или почетокот на месец јуни и веднаш потоа ќе се инсталираат и стават во функција на пациентите во 5 здравствени центри. Според министерот за здравство Никола Тодоров, со овие современи мамографи значително ќе се унапредат и зајакнат овие здравствени установи. Во текот на изминатиот период, за нешто повеќе од една година, набавивме вкупно 6 и овие 5, 11 нови мамографи. Претходните 6, кои што се во најголем дел веќе ставени во функција на пациентите, беа набавени за Општа болница Охрид, Велес, Кочани, Свети Нова Охридски овдека во Скопје, Штип и Прилеп. Со набавката на нови мамографи овозможуваме доближување на оваа значајна диагностика поблиску до местото на живење на пациентките, зголемување на бројот на термини за мамографија, еходиагностика, мамографски скрининг, а со тоа и сериозно намалување на времето на чекање за добивање на оваа здравствена услуга. Појасни дека станува збор за дигитални мамографи кои во споредба со претходните аналогни овозможуваат многу појасна слика, понапредна и попрецизна диагностика, а имаат и можност за компјутерски потпомогната детекција, што представува еден вид на второ мислење и дополнително ја потврдува точноста на наодот. Овие апарати се од клучно значење и за спроведување на мамографскиот скрининг, кој Министерството за здравство го отпочна пред околу една година. Со новите мамографи ќе возможиме вклучување и на нови установи во скринингот, односно ќе го зголемиме опфатот и со тоа ќе се зголеми бројот на превентивни мамографски прегледи, што е една од најзначајните мерки за рано откривање на карцином за дојка. Во моментот скринингот се спроведува во вкупно 15 јавни здравствени установи во државата. Тодоров потенцира дека овие мерки и проекти на Министерството се во насока на унапредување на здравствената заштита и на времена диагностика на заболувањата, особено на најчестото малигно заболување кај жените, кое се детектира со мамографите, и токму затоа континуирано се инвестира во овој сегмент на здравствена заштита.